Сточарството во Македонија. Во минатото, за време на отоманското владење, сточарството во Македонија го достигнало својот врв кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Тоа особено било расширено меѓу мијаците, кои живееле како типични полуномадски сточари по селата по падините на Кораб, Бистра, Јама, Крчин и други планини. Во тие непристапни краишта, отоманците скоро и да не се чувствувале, па така живееле како слободни селани. Давачките на сточарите биле значително помали отколку на земјоделците. Развивањето на сточарството овозможило да се издигнат одделни фамилии сточари, кои поседувале и по 10.000 овци. Сточарите станале угледни и меѓу своите фамилии, но и пред отоманската власт. Овие сточари ги задоволувале сите потреби и побарувања за млечни производи, сирење, кашкавал, путер, потоа за овчо месо, маст, кожа и волна. Одговарале и за потребите на војската на отоманската држава, а најмногу ги снабдувале градовите Солун и Цариград. Со слабењето на османлиската сила започнало да опаѓа сточарството, поради имотна несигурност од честите разбойнички напади врз сточарите. Сточарскиот живот бил исполнет со многубројни сточарски верувања, игри и песни кои се изведувале при првото јагнење, првото молзење на овците, првото стрижење, бележење на јагнињата, заселење на стадата и овчарите кон бачилата или пак за нивното враќање.